Време за емисијата 1001 оброк. Здраво, јас сум Антонио Велковски, нутриционист и водител на оваа емисија и денес повторно ќе ви представам некои интересни рецепти со оглед на тоа што веќе започнаа великденските пости. Предлагам да направиме денес неколку постни намази. Значи, прво и основно, кога се обидувате да постите, задолжително мора да внимавате и на тоа кои хранливи материи ги внесувате во организмот, затоа што постите не се баш краток период па да можеме да поминеме, да речеме, само со паста или со компир. Така што, идејата на денешните намази ќе биде токму тоа, да се збогати трпезата за време на постите. Фактички и јас, а и на моите клиенти секогаш, не само во овој период, им сугерирам да имаат по некој намаз во фрижидер, во тегла, затоа што може да им се најде во периоди кога се во брзање, да си состават баш добар оброк. Така што денешните намази, што ќе ги видите овде, слободно може да се чуваат во фрижидер и по 3-4 дена и да се употребуваат во како различни додатоци. Еве ги прво состојките што ги искористиме денес. Можете да забележите дека имаме еден куп супер храна за овие намази, па имаме наут, туна, печурки, овде одбрав буковки, ќе ги сместиме во сендвич, исто и цвекло и додатоците, маслинки, тајан, зачини, доматно пире, сенф, лук. Значи, имаме доста богати намази, можеме да почнеме со првиот и мојот омилен од сите овие, а тоа е паштета од туна. За намазот од туна, нормално ни треба туна, користам туна од конзерва во собствен сок. Ако сакате да заштедите на калории, користете таква туна или едноставно ако најдете во масло, процедете го маслото и со тоа ќе намалите на калории. Следно што додаваме во туната, додаваме сок од лимун за да може подобро да се искористи железото од рибата и за подобар вкус нормално. Имаме доматно пире, исто за подобар вкус во овој намаз. Додавам од прилика, па ќе видиме може ќе ни треба после плюс за да може да се почувствува убаво вкусот на доматот. Едно чешне лук, сенфот нормално ќе даде една убава малку лута или киселкаста варијанта на овој намаз, а и сенфот е добар за дигестија. Зачините се црн пипер и сол. И може да додадеме малку лут буковец. Сега нормално тој што не уважава лути варијанти не мора да го додава, ама јас ви препорачувам да го искомбинирате во овој намаз затоа што дава посебен шмек. И сега нормално ќе блендираме. Не очекувате веднаш да се изблендира целата паштета, затоа што е туната доста сува, така што ќе собирате од зидовите на блендерот и продолжувате со блендирање додека не ја добивате посаканата структура. Мислам дека добивме добра структура на паштета од туната. Сега ќе ја префрлам еден сат и ќе ја намачкаме на реп да составиме сендвич. Морам да го спомнам моментот со туната, важи за риба која што можеби е и најбогата со жива, затоа што е дел од големите риби, кои што често имаат повеќе жива. И поради тоа многумина можеби се сомневаат дали треба да ја консумираат. Обично за човек доволно е да консумира туна, да речеме еднаш неделно. Покрај тоа туната содржи и селен кој што го ја врзува живата, така што на некој начин ја неутрализира, значи природата се погрижила апсолутно за се. Сепак кога станува збор за исхрана на трудници, не би препорачал туна повеќе од 2 пати месечно или најдобро е додека трае периодот на бременост и да се избегнува или да се замени со риби кои што содржат помалку жива, како на пример сардини или пастрмка. Дури и таквата риба може исто да се замени во овој намаз. Веќе имаме паштетата, сега што ни треба лепче.
и ќе составиме сендвич. Еве овој хлеб ќе го поделиме вака за да можеме да составиме сендвичи. Еве паштетата, значи уште еднаш ќе спомнам, немојте да додавате вода без разлика што на почетокот изгледа доста суво. Затоа што со течност ќе излезе и самиот намаз, доста течен и нема да биде добар за мачкање на сендвичи. Еве, тоа ни е основата, еве и другото парче. Имаме со ова вистински протеински сендвич, што ќе ни биде добро дојден за време на постите. Што да додадеме сега? Можеме да наредиме малку роквици. Овека имам насечкани роквички на кругови, ќе дадат и убава боја. Јас секогаш сакам во секоја комбинација да вметнувам на некој начин и зеленчук кој што ќе го збогати јадењето. Може да додадете овде и млад кромит, веќе го има на пазарите. И со тоа составивме убави сендвичи. И еве ги сендвичите веќе ни се подготвени, ама не запираме тука, затоа што овој намаз од туна може да се искористи и да речеме како додаток на некое мезе кога ви доаѓаат гости. Посебно во овој период, не знаете да се снајдете, доаѓа некој што пости и може да ја намачкате паштетата од туна на крекери. И јас имам овде неколку крекери од цело зрно житарка. И може повторно да им додадеме роквица или може исто така да додадеме во оваа комбинација и капари. А за подобар вкус додавам и малку балсамик. Со тоа првиот намаз го завршивме, сега преминуваме на двата вида хумус. Следно правиме два типа хумус, поточно основата на двата вида хумус ќе биде иста, додатоците ќе бидат малку различни. Хумусот е кралот на постните јадења, затоа што е одлична намирница која што носи и растителни влакна и протеини пред се од наутот. Еве да почнеме. Овде имам 400 грама наут. Значи имам и некои, 25 грама протеини во цела оваа смеса и тука некаде околу 20 грама растителни влакна. Ќе додадам и таан. Сега, многумина често пати кога зборувам за хумусот ме прашуваат, мора ли да се додаде таан? Посебно во постни јадења го преферирам. Таанот е одличен извор и на железо и на калциум. Значи, затоа што за време на постите не се консумираат млечни производи, еве како може да додадете калциум. Следна состојка ни е сокот од лимон, задолжително во хумусот. Ќе додадеме 2-3 чешниња лук, тој што не сака многу лук може да додаде и помалку. Јас го сакам хумусот малку по-ароматичен. Ќе додадеме многу малку масло за да даде покремаста структура. Може и сосема малку вода, ако ни притреба после ќе додадеме повеќе. Од зачините додавам сол, црн бибер и може да додадете во оваа комбинација и кумин за да потсеќа повеќе на вкусовите на Блискиот Исток. Сега тој е малку појак зачин, така што може да се изостави, ама ви препорачувам да го вметнете во оваа комбинација. Го блендираме хумусот.
повремено го собираме од ѕидовите за да може убаво да ни се сомеле и да добие кремаста структура. Не е воопшто лошо ако останат и некои парчиња од наутот. Основата за хумусот не е готова. Сега половина од смесата ќе ја префрлам овде и ќе ви објаснам после што ќе правиме со другата половина. Хумусот е еден од специјалитетите од Блискиот Исток и колку што знам, едно време имаше вистинска расправа околу Либан и Израел, кој треба да го заштити како свој специјалитет хумусот и кој треба да биде забележан со тоа во Гинисовата книга на рекорди. Израелците прво имаа направено некои 4 тони хумус и влегоа во Гинисовата книга на рекорди. За подоц на тој рекорд да биде срушен од либанците, кои што направија 10.000 тони и некаде околу 400 грама хумус. Зошто тоа не е случајно? Затоа што таа е површината на Либан. Пораката беше дека хумусот е либански колку што е и територијата на државата. Мислам дека се обидуваа едно време и да го сместат хумусот како заштитен либански специјалитет во Европската унија, но не им успеа, затоа што сепак се смета за специјалитет од Блискиот Исток. Ето тоа е една мала приказна во врска со хумусот. Ние денес ќе направиме две варијанти. На основата сега и додадов насечкани маслинки. Можете и да ги сомелете малку маслинките во блендер и да се добие посоленкаст вкус. Во тој случај само внимавајте, не претерувајте со солта кога ја додавате на почетокот. Значи, првата варијанта ни е хумусот со маслинки. Сега за сега ќе го оставам ова на страна и ќе продолжиме со она што ни остана од основата од денешниот рецепт. Одиме со втората варијанта на хумусот. Ќе додадам во оваа основа и цвекло. Овде користам маринирано цвекло од тегла, вие може да додадете варено цвекло. Само внимавајте, ако користите маринирано цвекло, ќе мора да намалите на лимонската киселина, за да не ви биде прекисел хумусот. И многу добро во оваа комбинација ќе оди и кора од лимон. Добро измиен лимон, малку ќе го нарендаме колку да ни даде вкус. Морам да спомнам за цвеклото дека има природни нитрати кои што ги прошируваат крвните садови. Не знам дали го знаевте тој момент и затоа, например, кога ги изработувам програми за исхрана за лица кои што имаат хипертензија или покачен крвен притисок, многу често им го препорачувам цвеклото да го сместат во својата исхрана. Значи, имаме кора од лимон колку да даде вкус и продолжуваме сега додека што заправме со блендирањето. И на овој начин добивме хумус со розова боја. Ако некој има проблем околу тоа како да воведе повеќе зеленчук во исхраната, еве добар начин. Ставете го во некој намаз и нема да почувствува дека има вишок зеленчук, можеби и некој зеленчук што не го јаде воопшто. Цвеклото инаку содржи и состојка бетаин, кој што доста помага на некој начин за детокс на организмот, односно за исфрлање на токсините, значи не ви се потребни некои скапи шејкови или слично во периодот на пости, а и секогаш цвеклото треба да биде редовно застапено на вашата трпеза. Еве го и вториот намаз и сега одиме кон последната фаза сервирање, но претходно ќе издинстам малку печурки за да можеме да составиме еден хранлив сендвич. Во новата сезона продолжуваме со нашите стари пријатели Орбико и нивната Home Cleaning линија, поточно Mr. Muscle, Duck и Pronto. Само за подсетување, Mr. Muscle производите се специјализирање за чистење одвод. Duck производите се најдобрите за казанчиња и WC школките,
а Пронто колекцијата специјализирани средства за мебел и подови. Во денешната емисија ви го представуваме Мистер Масел кујнскиот гел за одводи. Брзо и моќно ги отпушува кујнските одводи и ги отстранува блокадите што може да содржат микроби и бактерии. Едноставно, половина од содржината исторете ја во затнатиот одвод. Почекајте 15 до 30 минути и потоа пуштете топла вода. И готово. Проблемот е решен. Мистер Масел, гел за кујнски одводи. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Ќе користам печурки буковки. Прво на малку масло ќе ги запржиме, ги разделив на големи парчиња и веднаш ќе им ги додадам и зачините, солта за да може побрзо да се испржат печурките, црн пипер, значи слични се зачините како и во хумусот, и овој пат користам лукво прав. Само да спомнам дека ова е еден од рецептите што може да го најдете и во мојата книга со вкусни рецепти, ајде да јадеме. Сега уште се продава и одлично ќе ви дојде за овој период да си ја збогатите вашата вкусна трпеза. Одиме на пржење. Добре дојдовте во денешната рубрика 1001 зачин. Денеска ќе зборуваме за најупотребуваниот зачин на светскиот пазар, неговото височество црниот пипер или бибер. Научното име на латински е пипер, на грчки пепери, а кај нас се вика бибер, кој е турцизам превземен од зборот кара бибер. Црниот пипер или биберот е тропско ползаво растение лилјан, кое може да достигне височини до 10 метри и да живее до 30 години. Најмногу успева во тропските подрачја околу екваторот, а најголеми извозници се Индија, Индонезија и Бразил. Најголем светски производител е Виетнам со 34% удел на пазарот. Центар на светската трговија со биберот е Сингапур. Неговиот зрнест плод се употребува како мирудија. На пазарот се јавува како црн пипер, кој се добива со берење и сушење на недозреани бобинки, и бел пипер, кој е многу поквалитетен, а се добива од целосно зрели црвени бобинки. Бобинките се големи колку зрно грашок. Биберот како зачин го користеле античките грци уште во 4 век пред новата ера. Бил редок и екзотичен и можеле да си го дозволат само најбогатите. Римјаните го обожавале. Го ставале во секое јадење, дури и во млеко, мед и колачи. Колку бил на цена, покажува една случка од 410 година. Германскиот крал Аларик I бил првиот германски водач кој го освил Рим. Но, за да не го уништи градот, од римјаните побарал 1,5 тон црн пипер или бибер. Во средниот век во Европа исто така бил на цена. Со него се плаќале дури и даноци. Толку бил скап што холандјаните имале и специфичен збор пепердур или скап како бибер. Поради својата вредност, во тоа време биберот се нарекувал и црно злато. И за крај на овој прилог, малку и за неговите здравствени придобивки. Биберот од секогаш се користел како зачин со лековити својства. Продуктите ги правел подолготрајни поради своите антимикробни својства, тоест ги уништува најситните микроорганизми. На долготрајните прекуокеански патувања, на бродовите во времето кога не постоеле фрижидери и мраз, многу се користел биберот. Доколку свежото месо почнало да се расипува, го премачкувале со бибер
и месото по кратко време можело да се употребува. Некои старовремски рецепти за настинка се користат и денес. Ако новогодишната ноќ ја прославувате во Виена, сигурно ќе се напиете чаша топло варено црно вино во комбинација со црн бибер во зрно. Ќе бидете порасположени и поздрави. До новата година има уште околу 100 дена, а до тогаш живејте зачинето. Печурките мислам дека веќе се готови, единствени. Испари нивната течност. Така што сега можеме да ги искористиме за составување на сендвичите. Овде пак имам леп, што ќе го поделам вака на пола, за да можеме да направиме убави сендвичи. Едниот сендвич ќе ни биде со хумусот со цвекло. Баш убава боја има, розова од цвеклото. Може да додадете вие и повеќе цвекло за да има по-изразена розова боја. И другата варијанта со маслинките ја мачкам на другото лепче. Ја секогаш викам дека храната, изборот на храната на намирниците што го правиме треба да биде со доста шарени бои, само така знаеме дека имаме вистински здрава храна на располагање. Еве основата на сендвичите. И сега ќе додадам од печурките. Тие на некој начин би биле како додаток што би бил замена за месо во ваков еден посен сендвич. Печурките без разлика што мислиме дека имаат многу протеини, тие се доста нискокалорични и не можат да бидат соодветна замена, но овде еве како вкус, да речеме. Инаку и самите содржат доста селен, посебно буковките, така што вреди да ги имате често на вашето мени. Сега едниот сендвич ќе го надополниме со краставички. А во другиот ќе додадам рукола. Само ќе гледам да не ми излезе надвор од сендвичот, чисто од естетски причини, не друго. Инаку вие може да додадете овде и марула или некое друго зелено растение кое што ќе го збогати нутритивно сендвичот, а и ќе даде убави бои. И со тоа имаме два убави шарени сендвичи. Дури не сакам да ги поколпам за да не се изгубат боите, но еве како би изгледале. Ама не запираме тука, ги имаме тука и крекерите кои што може да се искомбинираат. Ова ќе отрнам на страна. Еве кога сакате некој да се послужи од двата типа на хумус или да го дегустира вашиот нов специјалитет од два посебни садови, ги префрламе двата типа хумус. Можеме да им додадеме малку перца од млад кромит. И повторно да ги сервираме со крекери од цело зрно. Овие како што можам да забележам, плюс имаат и ленено семе. Така што успеавме да направиме уште два намази, што ќе ни бидат добредојдени за време на пости.
Многу брзински направивме 3 различни намази кои што ќе ви ја збогатат велиденската трпеза, затоа што постите не значат откажување од некоја храна, туку откривање нови вкусови. Се надевам дека овие комбинации ќе ви дадат енергија за цела недела. Гответе се љубов и се гледаме во следната емисија.